Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојавте во уште едно издание на Јади Бурек на ТВ Сонце. Вечерва одлучивме емисијата да ја посветиме на темата COVID-19, вакцини, симптоми, постсимптоми за оние што прележале. И вечерва гостин во студиото преку Skype ќе биде доктор Драган Даниловски. Денеска постирав на мојот зид и на зидот на страницата COVID-19 искуства и совети. Можеш компјутерот да го дадеш, доктор Драган е на линија. Добро вечер, докторе. Само да им добро вечер. Да им кажам на гледачите, значи на страната COVID-19 искуства и совети, тоа е најголема, иако е македонската и интернационална веќе станата. На таа страница често пати и самиот доктор, па и други негови колеги учествуваат и помагаат. Многу луѓе се пишуваат тука за симптоми, се советуваат и разменуваат искуства. Исто така и на мојот зид, на мојот профил. Докторе, добро вечер. Имаме доста прашања до вас вечерва и се надевам дека ќе одговорите на повеќето од нив или ќе им дадеме барем уште добри совети. Докторе, ова е трето или четврто или пето интервју, веќе и не ги бројам. Година дена направивме од настапувањето на короната. Јас со малку доза на иронија, не е тоа до вас, тоа е општо го кажувам, пред година дена ни рекоа овие 2 недели се клучни. Ние сме повторно во полициски час, година дена потоа, десетици и десетици илјади прерано починати подоцна, како да ја утнавме целава работа. Тоа е мојот впечаток. Година дена потоа, кој е вашето размислување за целава ситуација на кратко? Ја утнавме цел свет, освен, би рекол, истокот. Ова што се случи, буквално не ги смени животите, не направи, како да речам, не измени до таа мера што буквално до некој ниво на непрепознавање. Ние мислевме, бевме онака улјуљкани, да го наречам, употребам тој збор, во едно самозадоволство дека живееме во нека оаза на благосостојба, во оаза на не знам каква цивилизирана средина и така натаму. Практично се покажа дека сме биле многу кревки. Зборувам како планета, или ако сакате повеќе како западна цивилизација. Им се подсмевавме на кинезите, на истоков, кога сите како еден дисциплинирано носеа маски, кога буквално по улици онака баш дури грубо радикални мерки применуваа кинезите. Така некако со подсмев гледавме на целата таа работа, кога ненадејно не удри нас по глава, се најдовме неподготвени. Видовме што се случува во Италија и тоа што се случуваше во Италија некако не ни се веруваше. Ах, тие италијани, макаронџи, не знам што, несериозни и така натаму, нели? Исто така со подсмев гледавме, нема, си рековме, кај нас да дојде на Балканов, ако сакате и кај нас во Македонија. Ама дојде. Дојде, тргна се со еден брачен пар од кај беа, не знам, од Дебар, па и повторно тогаш кога се случи тој локдаун, тој карантин за Дебар, некако си рековме, аха, со тоа ќе заврши. С 2 недели дека ќе требаат. Локдаунот во Дебар беше многу добра мерка, многу строго спроведена и може би најдобриот успех во овие година дена за справување со кризата. Не само мој впечаток, и на јавноста. Повелете. Така е. И навистина тој успех, да речам, кога таму наеднаш снема заболени, си рековме, аха, тоа е лекот и само дотаму ќе оди и дека е локализиран проблемот, ама не било така. Не. Испадна после дека почнаа метастази, така да се изразам, насекаде низ земјава, почнаа метастази низ регионов, почнаа метастази во други земји во Европа, почна Америка да страда, Америка се најде, да речам, ќе употребам еден збор, вака малку фигуративно, туку речи на коленици,
И стана јасно дека мајтап нема со ова мало животинче, па почна на сцена да излегуваат и нели веќе на таква почва плодна почнаа да се накалемуваат и да никнуваат разни теории на заговор и така натаму, да не ги спомнувам, да не ги цитирам, ама сето тоа беше нормално во ситуација која човештвото се најде, да речам, соочено со еден непознат непријател, а невидлив. И јас уште на времето таму некаде во април правев некоја вака паралела, спомнав еден израз дека се наоѓаме туку речи како во Трета светска војна, ама многу пострашна, зашто во класична војна непријателот го гледаш, можеш да му се скриеш, можеш да го видиш, можеш да го гаѓаш, можеш да го како да речам, да го опиплив е, можеш да дизајнираш стратегија и тактика. Овде испадна дека непријателов демне од секој ќоше, а не го гледаш. И кога на сето тоа се накалеми една конфузија, морам тоа да го речам, од светскиве, од меѓународниве здравствени агенции, Светска здравствена, па CDC, ако сакате, кога на почетокот спомнува, не треба маски да се носат на отворено од обичното население, тоа е резервирано само за болничките амбиенти, само за здравствените работници, и сега тоа одвај го дочека народов, нели? Никој не сака рестриктивни мерки, секој сака полабаво да помине. Ардама после кога се покажа дека маската е единствено средство реално за да му се застане на патот на невидливиот непријател, испадна дека тука малку се најдевме во дискрепанца. Од една страна Светска здравствена препорачува една работа, од друга страна наукава вели само маска треба, и се создаде недоверба. Се создаде една хаос, една недоверба и една сомничавост, еден скептицизам кај обичниот човек, па и не само кај обичниот човек, и мои колеги и научници почнаа нели исто така да шева, да речам, де лево, де десно, да шпекулираат со разни теории на заговор, со опасност дека маската може да биде поопасна отколку ако се носи, отколку ако не се носи и така натаму. И сега со сите тие од еден таков хаос, една таква какофонија на звуци, луѓето се најдоа збунети. Се најдоа збунети и затоа ми се чини дека во добар дел на тоа се должи една неспремност на обичниот човек да се повинува на една обична вистина, на тоа дека се треба да се стори на тој микроорганизам да му се сопре пристапот до осетливи лица. Како? Или ќе држам дистанца, или ќе ставам бариера пред нос. Трето нема. Еве, трето беше таму, спомнува миење раце, испадна дека не е евидентиран случај на инфекција преку балкани, преку контаминирани предмети. Значи тоа испадна глупост тешка, фрлани пари, кога гледавме кај беше низ Русија, прска цели улици, ги дезинфицира и така натаму. Па дури и кај нас. Па дури и кај нас имаш. Е прашање, па дури и кај нас тоа го правила. Значи тоа испадна глупости. Става нели дезинфициенси на секоја врата, влези, излези, паракавици требаше да се носат. Тоа испадна дека не учествува во ризикот толку многу, иако секако теоретски може и тоа да се случи. Знаете како може? Некој ако се исплука на некое место, па вие непосредно... Добро, да не идеме во крајности, докторе. Да не идеме во крајности. Кажете ми, како е можно толку брзо науката, да речеме медицината, го препозна како опасен овој вирус и уште кинезите све затворија, токму она се што требаше да се прави, а од друга страна толку тешко се справуваат со последиците на него. Од една страна добивме впечаток дека медицината одлично знаела и реагирала, демек ние се чудевме што па за еден коронавирус, ги знаеме коронавирусите, тие се малтене не баре како инфлуенца и така натаму, нели и тоа се шпекулираше. И сега што па толку строги мерки кога и за грип
не било толку страшно, а тука некаде го перцепиравме. Но од друга страна се потврли тотално во лечењето на последиците негови. И сега човек се прашува, чекај малце, знаеш кај мене ми изрази ова сомничавост, докторе? Ми изрази сомничавост прво. Брзината на производство на вакцини. За помалку од година дена ние имаме вакцина производство. Ја не помптам за било што. Ние имаме СИДА, која е 30 години присутна, ништо не се појави, освен нели оние спорадични, нема вакцини. Вакцините ги проучував благодарејќи на вас, ме заинтересиравте, гледам како се развивале вакцини 10, 15, 20 години, ние за помалку од година дена. Па уште најбедно ми е само во целава приказна, а руската ја поштуем заради неговите русофилски, или не, само американската, пошто ја им веруем на американците. Тоа е толку нонсенс. Ја искрено да ти кажам, се сомневам. Што ми е сомнежот? Не сакам да ве носам во тие води, но симптомите, последиците на смрт, последиците пост ова, мене ми говорат дека вакво нешто, бидејќи, знаете што, вие сте токму тоа следите какви се последиците на од една болест која ќе се рашири и така натаму. И обично знаеме, од таа болест тоа се последиците, ова се случува, ова се случува, ова се случува. За овде тотално. Човек сега само едно да каже. Прв пат се соочуваме, нели, рековте, корона не е од вчера, од 60 години е. Овој вид на корона е нов, од 2019. Како испадна олку вајлатилен? Како успеа деца да утепа, старци да преживеат и виц верса. Луѓе здрави прави умираат, ја освен инженеринг или биоотров, не знам како да го изговорам, ја ништо природно не гледам во овој вирус. Еве искрено да ви кажам. Иако вечерва повеќе ќе збориме нели за да им помогнеме на луѓето, но еве да ве однесам малку на маргините, знам дека е неблагодарно за вас како професионален, но ќе им верувам и на вакцини, ќе им верувам и на сите лекарства и совети, ама дека е ова природно, некој јадел бетмени, лилјаци, жаби и што ти ја знам, па се случило ова, она, не. За све ќе прифатам, ама за ова не. Знам што е бола, знам што е западнонилска треска, знам што е зика, знаеме како се лечи, знаеме кои се последици. Ова е тотално расуло. Што е вашето мислење за тука? Колку сакате, ако сакате, оградете се. Не, напротив. Интересно е ова прашање, затоа што јас често пати размислувам, си викам, овие РНК вируси, не само вирусов на коронавирусите, туку и, да кажеме, овие што се ХИВ вирусот, например, се многу интересни, буквално како да имаат, ке си дозволам слобода вака, ова бидејќи е кај еден вид часкање, муавет, како да имаат колективна интелигенција. Сета таа фамилија на РНК вируси, тие се, прво пред се вирусите, буквално не може да се дефинираат ни дали се живи или дали не се живи. Ако тие не се пикнат во клетката на домаќинот, топлокрвно животно, било животно или човек, тие не можат да опстанат. Тие буквално живеат. Она, ако не е у тело, она е само податок, не е жив створ. И ги читав, читав на вашата фела, каде што уште у светов се расправа дали вирусот е жив створ, или треба да го третираме како загадувач, како отров? Па не како отров, ама е така еден вид субстанца, една креација која што се состои практично од генетски материјал само, значи она што него му служи кога ќе се најде на плодна почва и кога ќе најде од домаќинот рибонуклеинска киселина, значи генетски материјал, му служи како иницијација да го употреби генетскиот материјал на домаќинот за себе си да се репродуцира. Тоа е многу интересна појава. Ама ете гледате, тоа е една така би рекол манифестација на животот на таков начин што обстојува
како што обстојуваат и други видови на живи организми. Имаме и во длабочините на океанот несватливо е како одредени риби можат да издржат толков притисок, нели, на неколку километра во длабочина, па сепак обстојуваат. Има да речам секакви има и створови во океанот кои се вечни, не умираат. Така, постојано се регенерираат. Така, или значи навистина е прекрасно, фасцинантно е какви се манифестации има животот на планетава со Ж големо. Со Ж големо. И ви благодарам за одговорот. Ја би идел сега нешто конкретно во дневна политика. Докторе, тука сте? Малце имавме прекин. Добро. Во ред, тука е. Значи, ме интересира, сега се направи една голема фама околу набавката значи не за политичкиот дел, туку за техничкиот. Дали сте запознати? Кога една земја набавува вакцини, како обично иде тој процес? Не сакам да влегувам во дневната политика и неблагодарно е, но нели не збуни тука преку трета земја, преку ова. Како ние како држава кога набавуваме вакцини за се и се што, како ги набавуваме воопшто? Тоа не ми е познат тој процес како се случува. Па, иако јас сум бил министар, тогаш кога во тој период пред 20 на години, сепак не беше тоа период кога ние сме набавувале вакцини. Мислам дека има за тоа механизми. Претпоставувам дека за тоа секогаш служат она што значи представништва на одредени компании што произведуваат вакцини, значи треба да ги имаш дома тие представници. Дали ете вие како министер и министерство директно набавувате, се контактирате со земја или контактирате директно со компанијата која ги произведува? Мислам дека компаниите се контактираат директно при нормална набавка на вакцини. Во ситуација кога имаме пандемија, кога имаме еден ваков, да кажам, светски проблем, јас не знам како е навистина договорено, тоа треба... Не го анализираме ова што се случи кај нас, него прашувам како воопшто се случува. Па еве велам, значи во нормални услови се обраќате на произведувачот, на пример Pfizer што ви е во земјата, ако го имате, и си нарачувате одреден број вакцини што ви требаат за редовна вакцинација, или Мерк или Торлак на времето беше и така натаму. Значи нема да се обратам на владата на Србија, туку ќе се обратам на Торлак. Ама тоа беше во мирнодопски услови. Како е договорено да се менаџира таа работа во една ваква пандемиска состојба, кога е прогласена пандемија, навистина не можам да се произнесам, тоа треба да прашате некој од министерството. Нема потреба. Мене ми требаше само тој сувопарен податок кој нема да не вовлече во ниедна политичка дебата. Она што сакам да ве прашам, сметате ли дека потврливме во набавката на ова? Иако е моево прашање повеќе иронично, ние сме една од последните земји која не успеа да набави вакцини. Мислам дека граѓаните од една страна оние што се антивакцери се многу среќни и благодарни на власта, а од друга страна тие што сакаат се многу несреќни, незадоволни и едноставно се чувствуваат оставени дека животот веќе им виси на конец. Година дена вакцините ги чекавме, пред нова година се појавија, значи декември, јануар, февруар, март месец дојде, 4 месеци ние уште немаме вакцина и чекаме милостина од други земји. Тоа е жално за било која земја, па дури и за нашава. Па, видите, евидентно е, нели, она што е реална ситуација, самата говори. Штета е што навистина се уште немаме вакцини за поширока вакцинација на населението. Тука веројатно еден ден ќе се прават анализи и ќе се бара која е причината за тоа, дали има воопшто, дали станува збор за пропусти случајни или за нешто друго, за немање доволно, би рекол, експертски капацитети кај одредени служби и така натаму. Но тоа, знаете како, не е мое. Тоа би требало да... Не, апсолутно, докторе, само коментар обшто од вас барам. Но евидентно е дека ние вакцини немаме. И она што мене како професионалец ме интересира е
дали во ситуација кога немаме вакцини или кога имаме символично само за здравствените работници, што е добро, сепак добро е, што еве Барем она здравствените работници ќе ни бидат нон-стоп на располагање, нема да ги губиме на по 20 дена заради карантина ако бидат позитивни. Сигурно, знаете што се случуваше на клиниката за нефрологија, да речеме, па до ден денеска тие не можат на себе да дојдат. Се десетковани тотално, има и други такви установи, така што мислам дека она што е најизложено како популациона група на ризици, со ова со што располагаме ќе се обезвреди, ќе се обезвреди. Јака им душа од психолошки аспект, знаете, она burnout, што се вика прегорување од психолошка гледна точка, јас не знам, тоа еден ден студии ќе се прават, психолозите ќе прават, јас не знам колку нервни сломови меѓу здравствените работници се имаат појавено. Затоа навистина нема евиденција, не се евидентира, си ќутат луѓето, им е непријатно да зборуваат дека покажале слабост. Као Тоа е поединци велам, заради 24 часовна преоптеретеност? Дефинитивно, од една страна 24 часовна преоптеретеност, од една страна една цела година долга психоза во која што не знаеш што те чека утре. Влегуваш како во челюста на лавот, која ќе се пикнеш во собата со пациенти. Едноставно, долго време беше нејасно и како се пренесува вирусот. Сте биле министер. Сметате ли дека да бевте вие сега и да имавте одврзани раце? Да не бевте врзани како што нашиот министер е врзан, како што ќе му кажат, од партија, од верски заедници и така натаму, кај што се правеа страшни компромиси. Еве сега пак сме во полициски час и сите веруваме дека до Великден ќе трае, кога ќе дојде друг верски празник, неверојатно ќе олабови. За жал, и тука се стекне недоверба. Но дали би биле порадикални во мерките вие? Сега какви што се меркиве, би рекол дека прво мислам дека порано требаше да се преземат. Ти става незгодни прашања, извини. Не, ако порано требаше да се преземат, додека пред да се дојде до 800-900 на ден случаи. Значи, мислам дека требаше порано, за да се пресече онаа стихија, пред да се распланти толку многу. Јас тоа го споредувам често со пожар. Локализирај го додека е во додека е мал, после кога ќе направи огнена стихија, веќе тоа станува невозможно да се контролира. Ама и вакви какви што се, јас неодамна и напишав, вакви какви што се, подобро вакви, отколку никакви. Не, ја те прашувам ти што би направил. Извини што ти се обраќам на ти. Би ги прогласил порано и не би ги прогласил на цела територија на држава, туку повеќе онаму каде што се жариштата, онаму каде што значи селективно. Селективно, затоа што има општини... Да те прашам политички, да имаш одврзани раце. Дали би одлагал избори, пописи, такви големи придвижувања во општеството, дали би ги одлагал како што Европа одложи многу работи или би дал едноставно, не знам како би реагирал, еве, си бил министар. Вака, те навлекувам малце, извини. Ако, не е едноставно прашањето, заради тоа што тука од една страна има епидемиолошки ризици, ама не се само тие. Епидемиолошките ризици, би рекол, онака баш најодговорно стручно, дека сигурно се помали, ако зборуваат луѓе, ќе ми се шета попишувач од 10, 15, 30 семејства, па ќе шета од една на друго место и така натаму. И тоа е факт. Нели, факт е тоа, меѓутоа јас, например, кај мене, ако ги примам, ќе ги примам у двор. Или друг некој може ги прими на балкон, или на скали, што се вика. Значи, од зграда има да се дереш. Па, сигурно. Значи, гледано вака, ако ги рангираме ризиците, би рекол дека објективно ризиците при пописот се помали отколку ризиците што секојдневно ги регистрираме по кафулињата, по гостилските објекти, по дуќаните, по сите места каде што се дружи. Како рестораните и кафулињата и местата за култура се поризични, само ЈСП
и тие тисканиците во ЈСП кои не престана, не дојдоа до ризик. Само заради затоа што се, не знам, под политичка контрола, само заради тоа што не знам што друго е впечатокот. За све се збори, докторе, само за автобусите не се збора. Извинете, ова се однесува само за Скопје, затоа што навистина не знам што да кажам. Скопје врие, 800 случаи од кои 90% се во Скопје. Па каде се случува? Јас 100 пати бев у кафана, не закачив. Ама затоа еднош у автобуси, ете. Кукуру, куку, палома, пееме после, маријачи. Извини, Белце, ми се качу и мене притисок. Па тие што ме следат, граѓаниве, сигурно ги се подсетат дека јас често автобусите ги спомнувам дека треба или да им се зголеми бројот, или треба да се воведе она што се вика скалесто работно време од страна на фирмите, па ако нема доволно автобуси, а мислам дека тоа е причината зошто не е таква ситуацијата, едноставно нема. Имаш 50 автобуса или 60, немаш 120 и крај. Значи, или ќе се зголеми бројот на автобуси, ама тоа не може, или ќе се воведе скалесто работно време од страна на фабриките, на фирмите, па еден ќе се качи на автобус во 7, друг во 7:30, трета група во 8, четврта во 8, докај 9 саат. Такво нешто имаше порано, па и сега има во некои европски земји, така што мислам дека тоа ќе беше добра опција. Инаку, точно е, автобусите се едно од најризичните места во кои што се, како да речам, се размножува вирусот и се не маска у скафандер да си таму, па ќе се случи. Мислам, знаеш што, ја извини, малце ќе искарикирам за да бидам пошокантен. Значи, презерватив нема 100% заштита, па што има кога у она сардина која ќе се набија? На пазар е побезбедно, да ти кажам. Ако си со маска, барем има 1 метро некоја разлика и што ти ја знам. Идеме со прашања, докторе, може? Во секој време, како сакате. Добро. Enchanté, monsieur. Вака. Мислење за делотворноста на ивермектинот. Која вредност на дидимери и ЦРП се нормални ако и загрижувачки? Значи, прво, мислење за делотворноста на ивермектинот, кој, благодарејќи на вас, стана доста популарен затоа што бевте прв кој го насочивте и посочивте кај нас дека е лек кој може многу и помогна многу. Дали е тоа и натаму мислењето дека ивермектинот помага и Да, дефинитивно. За делотворноста негова. Дефинитивно. Па не сум јас прв што го промовираше, имаше и други. Ајде, доста сега со скромност одговарам и на прашање. Да, не сум прв. Први го промовира еден извонреден човек, стручњак не е од медицинска струка, Маријан Божиновски во Емитер. Упорно објавуваше издржани текстови и со линкови за студии во кои што се покажуваше дека ивермектинот функционира и навистина треба да му бидеме благодарни што јас дури на почеток бев скептичен затоа што кога ги читав тие први објавени работи си викам чекај да видам што е оваа работа и гледам антипаразитарен лек точно се користи 40 години, до сега има за 2015 има оние што го имаат изумено добиено од Нобелова награда и ставање на листата на есенцијални лекови, 10 есенцијални лекови на Светска здравствена организација. Значи има една позадина лекот прекрасна и уште само еден податок, 3,7 милиарди луѓе, од кои што добар дел деца, до сега во тие 40 години го имаат употребено во функција на третман на разни цревни паразити и кожни, шуга најмногу. Што е тоа што ивермектинот го прави толку ефективен, па дури и за коронава? Ивермектинот се покажа, тоа го најдоа во Австралија, во Мекмонаш универзитетот, случајно откриваат дека ивермектинот е ефикасен и кај вируси, не само кај вирусот на COVID вирусов, коронава,
туку дека е ефикасен и кај грипот, дека е ефикасен и кај херпес вирусот. Вие, например, ако имате херпес симплекс или херпес зостер, има протокол, можете да земете ивермектин, да го мачкате или Зошто? да го пиете. Зошто? За херпес. Не само за херпес. Зошто воопшто е ефективен? Работи на имунитет или директно го напаѓа? Не, директно има покажано е лабораториски дека буквално ја спречува, односно вака, сручно да кажам, ја пореметува репликацијата, создавањето на копии на вирусот, нели, една од друга копии се стварат, он воведува грешки во тоа реплицирање и практично оневозможува размножување на вирусот. Значи, му се меша директно во размножувањето. Ова е сайбер генетика. Не знам. А 40 години стар лек. 40 години, ама до сега само се користел за паразити, за глисти, за такви работи, за Фасцинантно е ова со ивермектинот. Искрено да ви кажам. Знам дека вие ми го препорачавте, ми рековте и вака. Сега, ова е приватен разговор, ние сме пријатели, но ја ќе го кажам бидејќи за општо добро. Кога после короната покажав некои симптоми ово, ти ми рече, Јанко, земи слободно од ивермектинот, никакви последици ќе немаш, барем ако се сомневаш дека имаш нешто, додека го утврдиш, што се вика, ивермектинот нема никаква штета да ти направи. И ти благодарам за тоа. Не земав, ама ме заинтересира и потполно си во право, ивермектинот се покажа како многу ефикасен. Дали го има кај нас да се купи? Го има, конечно. Министерството направи интервентен увоз, го има во аптеките. Не знам колку е 300 денари месечини, 10 таблети од 3 милиграми, што е, би рекол, најповолна опција во споредба со она што беа цени од странство што го купува. Ние овде 300 денари, 10 таблети, а од Грција набавува 4 таблети за, не знам, 20-30 евра, колку беа, не знам. Да прашам. Инаку морам да кажам за ивермектинот, ако ми дозволиш кратко. Аншанте, месија. Има една резерва кон ивермектинот во светот воопшто. Добро. Неговото, да кажам, благословот за негово користење е подигнат на малку повисоко ниво, порано беше само за студии научни од страна на FDA благословен, му беше дадена дозвола. Сега е дигнат на повисоко ниво, демек не сме ниту за, ниту против. И може да се користи секако во клинички студии. Меѓутоа, она што недостасува, покрај тоа што постојат огромен број обсервацијски студии, значи на терен, врз основа на третман на терен на пациенти и на други, дури за профилакса се користи, тоа е недостатокот од што нема време, од така наречени дупло слепи клинички студии со плацебо група за ивермектинот. Тоа значи дека накратко, ако може. Тоа значи дека имаш две групи, едната ја одбираш одреден број неколку илјади, другата едната добива плацебо, другата добива лек. Ама ниту тие што ја водат студијата немаат појма која група кој лек ќе го добие. Никој нема појма. Значи ниту истражувачите, никој. Трета страна, некоја друг центар наблюдува, знае во тие препаратите дали има плацебо или лек. Затоа дека double blind trials. И што покажа? Таква студии нема. И сега такви треба. А тие се златен стандард. И сега врз основа на нив најцврсто се определува ефикасноста. Добро, докторе, да не идеме во други детали. Ама дали ако најдам ја на улица повреден човек со стакло или не знам како гледам не дише и треба да се мислам што да му правам и си викам немам ја сега ништо, ама имам една и треба да му направам овде трахеотомија и си викам сега, како да му бутнам ја на него пластично цевче од хемиско пенкало, тоа не е стерилно, ќе му внесам инфекција и ќе го оставам да умрали затоа што немам стерилна во драматична ситуација кога немаш избор, правиш што можеш. Па сигурно после ќе му ја лечам инфекцијата. Добро. Во случајов имаме пандемија и сите средства се дозволени за да се сопре, а емпириски е докажано дека функционира. Одлично.
треба посебно изгледа, како што ми стои посебна емисија да направиме за ивермектинот. Но имаме и други прашања. Дали вакцините се поефикасни од антитела со оглед на тоа што најголем дел ги имаат со мали вредности? Не знам што точно ова значи, а сега ќе се префрлам. Вие одговорите, ја ќе идам... Можам да одговорам. Повели? Значи, факт е дека при прележување на болеста, некогаш може воопшто да не се развијат антитела или да се развијат малку. Да речеме, ако е граница единица, да биде 3-4 вредноста и така натаму. И тоа, тие антитела заштитуваат одреден период додека не исчезнат од заразување. Меѓутоа, факт е дека вакцина која ќе се прими, вредностите на антителата одат во троцифрени вредности. Значи, гарантирано кај оној процент што е деклариран, да речеме Pfizer 95%, Moderna 94%, руската 92% и така натаму, факт е дека тие имаат имуногеност таква да гарантирано во толкав процент предизвикуваат производство на антитела. Значи, посигурна опција е вакцината отколку прележување. Сега идам на страната COVID-19 искуства и совети. Малку ќе те оттргнам од екран. Сепак ќе бидеш тука. Искуства и совети, да ги видиме најновите прашања. Тука и вие често пати земате учество, што е навистина добро, бидејќи очигледно на многу луѓе им треба помош. Орхан, Орче, Кока. Ни Илко го гледам, ни тебе Сонце. Орхан, да си жив и здрав, ни јас те гледам, ни немој да ме гледаш, но многу е малициозно на страна твоето мислење. Овдека луѓе бараат, не гледаат заради мене, туку гледаат за да си најдат илјач. Ама, ето, себичноста човечка нема граници. Браво, Орхан. Да видиме. Прашајте, според најновите искуства, колку трае имунитетот после прележан COVID-19? Идеше од 3 до година дена. Што се последните сознанија, докторе? Последните сознанија се 5, 8 и повеќе месеци. Јас имам искуство од 20 мои пријатели, кои што во март го прележаа ковидот минатата година и уште имаат извонредно високо ниво на IgG антитела, значи година дена. Па на шега им реков, вие сте човек да ве прикаже во научна студија како приказ на случај. Дали е тоа индивидуално колку ќе трае или има некое правило? Дефинитивно. Иако има некои општи принципи. Да речеме, ако била потешка клиничката слика, поверојатно е бројот на антителата или концентрацијата нивна да биде повисока. Ама не е правило. Има некои кои што воопшто немале симптоми, но биле инфицирани, биле позитивни и немале симптоми, а развиле навистина многу висок титар, викаме, на антитела. Што е у суштината разликата? Дали е антителата, дали е што, или има нешто што не знаеме? Вие го спомнувавте тој целуларен имунитет кој нигде не можеме ни да го измериме, а кој кај мене па се покажа како точен како ваша диагноза. Па, не, сега ова што зборуваме сега за имунитетот, дали ќе се појави или не, зборуваме за така наречениот хуморален имунитет, или тие IgG антитела, неутрализирачки антитела, кои што за нив зборуваме дека можат да траат 5, 8 или повеќе месеци, еве имаме пример со година дена, ќе ви ме дали и повеќе ќе трае. Меѓутоа, она што е интересно е дека постои и она што се вика клеточен имунитет, целуларен, кој што ги памти вирусиве, па дури и кога нема хуморален имунитет, антитела, за да го заштитат организмот од реинфекција, така наречена, сепак клеточниот имунитет си го прави своето, така што и тој може да заштитува на некој начин. Доказ за ова е една студија неодамнешна од Израел со 12.000 здравствени работници, каде што кај некој од нив воопшто не биле констатирани антитела, а сите прележале ковид, немале, а многу ретко се случувале реинфекции. Добро, дали тие што прележале и веќе немаат антитела, значи имаат некаков имунитет? Тоа
Али тие што прележале веќе немаат антитела, значи имаат некаков имунитет. Тоа Па сакате имаат, па сакаат да кажат авторите дека сепак имунитетов е комплексна работа и дека не се должи само на антителата, туку и на тие мемориски клетки, односно на клеточниот имунитет. Еве, пример со здравствените работници во Израел, каде што многу ретко биле констатирани реинфекции, повторени инфекции. И друга една студија на 2 февруари објавена во Катар, 40.000 и нешто граѓани што преболеле, кај кои што исто така биле констатирани или не биле констатирани антитела кај некој од нив, исто така било констатирано, овој пат квантифицирано, само кај 0,02% се случиле повторни инфекции. Okay. И заклучуваат авторите дека серолошките тестови, што обично се промовираат, направите серолошки тест да видиш дали имаш антитела, дали си заштитен или не, практично немаат вредност, бидејќи ирелевантно е дали имаш или немаш. Секако си заштитен ако си прележал. А дали да се вакцинираш или не? Можеш да се вакцинираш, да биде тоа само со една доза, најмалку 3 месеца после прележување, идеално 5, за да си направиш еден бустер, еден поттик на имунитетот, сепак да имаш хуморални антитела кои што да кажам така ја обезбедуваат околината од тебе. Океј, неверојатно ќе има и по-специфични прашања по тоа, па за да луѓето нели во опширен одговор може нема да си го чујат сопствениот одговор. Ај малце да ве овакво мадам Бјанка Н. Орашки вака има напишано на COVID-19 искуства и совети. Се што кажа досега епидемиологот беше или неинформираност околу набавката на вакцини, или не држи вода, епидемиолошки ризик немало при попис, или дека бил помал од воопшто. Па ајде да замижиме. Пуштете си ракомет, жалам. Не знам дали е она некоја стручна или може би колешка ваша, да видам со што се занимава. Она е дел од хуманитарна организација Свети Спас. Не знам. Добро. Во секој случај. Добро, еве да го коментирам и тоа. Да. Јас не реков дека нема ризици. Има ризици. И би било идеално кога не би требало да се одржи пописот сега. Меѓутоа, претпоставувам дека кога се носат такви одлуки, не можат само предвид да се земаат еднострано, да кажам, здравствени ризици, тука да се земат и некои други веројатно мотиви, и кога е нешто, да кажам така, нужно да се направи, треба да се направи проценка на ризиците реално. Дали е ризикот поголем да одам у кафана или да дозволам да бидам попишан. Зборувам за релативна споредба на ризиците, а дека постојат, дефинитивно постојат. Исто како кога беше референдумот или избори кога беа изборите. Исто така и тогаш постоева ризици. Јас со најголемо задоволство би го одложил пописот. Сакам да прашам зошто некои млади умираат, а некои не ја чувствуваат болеста. Зошто смртноста во Израел е 3 пати помала од сите скоро останати земји, а од нашата и 5 пати помалку. Значи, ние сме земја со најголема смртност. Дали има друг третман на лечење во Израел што ние не го знаеме? Одговор? Има. Не користат толку антибиотици како ние што користиме овде. И тоа општо земено. Ние, професор Пановски, мојот пријател, неодамна кажа, не знам, некаде 600.000 или милион, колку беа рецепти плюс за антибиотици се пропишани додека сега трае пандемијата во споредба со некој претходен период. Тоа е катастрофа која ќе се помисли дека и ако се земе предвид дека антибиотик не делува на вирус. Ако не делува на вирус, на што ќе делува? Ќе делува на здравите, заштитните бактерии што живеат во нашите црева, на бактериската флора. А ако биде уништена таа бактериска флора, знаете што ќе се случи? Одбранбениот систем на организмот ќе падне на коленици. А зошто ќе падне? Затоа што е покажано дека микробиомот, или како што се вика цревната бактериска флора, е еден вид регулатор, да не речам команден штаб, така да се изразам, на одбранбениот, на имунолошкиот систем на нашиот организам.
Со антибиотикот практично се десеткува одбраната. Последица на тоа е во просек потешка клиничка слика и почесто умирање. Ете ви го одговорот. А во Израел треба да се прочита колку често ординираат антибиотици. Следното прашање, идеме повторно на COVID-19 искуства и совети и страната. Ако не успееме све да одговориме, бидејќи ја не можам да го минимизирам докторот, он е детален во своите одговори и тоа е неговиот стил. Не сакам да му ускратам можноста да се изрази, а има навистина волја и време и лично го познавам, он навистина сака да помага. Ова не му е ни форма, едноставно он сака да го прави ова што го прави. И да е 3-4 сата емисијата, он ќе седи овдека до последното прашање. Но јас се надевам дека ќе имаме и време. Па сега, ако ти можеш да бидеш по-концизен, за на шо повеќе им одговориме. Ако не, знам дека ќе дојдеш и на страните да им одговориш лично, да пишеш, пошто знам, ноќеска и ти си ноктурнал како мене. Ќе одиме побрзо, ајде. Докторе, се разоджерав кога видов 1,14 ИГГ антитела после 2,5 месеци од инфекција. Има ли шанси да се зголеми со тек на време? Фала. Моите беа 0,14, ако се сеќаваш, така? Па еве ме. Нема шанси да се зголеми. Добро. Може само да се намали тој број на таа концентрација на антитела. Но тоа не треба трагично да се свати или? Но врз основа на она што го цитирав како наоди од израелската студија и од Катар, практично и да ги снема и да ги нема, тој ќе биде заштитен во одредена мера, во која не знаеме, во одредена мера од повторна инфекција. За да биде дефинитивно 100% заштитен, се препорачува да се вакцинира само со една доза, после 3 до 5 месеци. Дали да прими вакцина 87 годишен или годишна, не знам, прашува Кети Очевска Катерина, со Хашимото алергична пеницилин со хронична бубрежна инсуфициенција. Не се правени клинички испитувања на такви популации, меѓутоа од она што се знае во моментов, се проценува официјално дека е подобро да се вакцинира отколку да го дочека вирусот. Дека се поголеми шансите за било какви евентуални нус ефекти. Значи, најчесто е, да, и за тие нус ефектите може да збориме за последиците, ако го фати вирусот, би биле пострашни, да немаш прашање, отколку ако се вакцинира. Да немаш прашање. Последиците се пострашни, така помало зло ако веќе некој го перцепира како зло. Изворот е јасен. Независно што на такви групи заболувања не се направени испитувања при тестирање на вакцините. Дали има било каква иницијатива и што треба да се направи за построги мерки за рестрикција? Дали полициски час порано и затварање на кафулињата, рестораните и така натаму? Ова не е прашање кое вие треба да одговорите, но ваше мислење, вие сте во пензија, немате никаква одговорна функција да им го нагласиме, но значи уште еднаш на кратко, дали јаве прашав тоа, дали би биле порестриктивни во мерките полициски час, забрани и слично? Рековте дека би иделе само не цела земја, туку кај што има кластери. Селективно. Од една страна. Од друга страна, секогаш се оди постапно. Се оди прво со едно ниво на рестрикции, па потоа ако ќе се види дека после обично се чека, нели, 10 дена до 2 недели, ако се види дека нема ефект, дека не стигнуваат бројките, се оди на второ ниво на рестрикција. Така што ова што сега е направено, како политички час, треба да се види каков ефект има, барем 10 дена да се остави да функционира и потоа евентуално да се оди на уште поголеми рестрикции. Какви би биле тие, ќе видиме. Јас на времето предлагав наместо вака да се направи, да се оди со викенд карантини, ама 3 дена по 24 часа, значи тотално да не смее да се излезе од дома. Викенд, па потоа во тек на неделата
слободно, па потоа пак викенд, ако треба 3, 4, 5 викенда. И тоа би било еден приот кој што прилега. Дали таков приот помагал во хонконшки грип, во некои други епидемии, или мислите дека токму за ова? Затоа што сте следеле, знам дека ја следевте и вариола верата, го следевте и хонконшкиот грип 68, 69, 75 кој направи масакар, но тогаш не смееше многу да се збори. Со вариола, Не, зборам за хонконшкиот грип. Масакар направи хонконшкиот грип. Мора тотал локдаун да се направи, тоа е страшно нешто. Вирусот на вариолата. Во случајот со Не, за зборам поише за извини што го спомнав. Зборам дека ги следиш епидемиите генерално, да. Немало такви, да речам, парцијални модифицирани пристапи во рестрикциите, но кога се работи за сиромашна земја, мора да се тактизира. Значи, најлесно е, прогласи 6 недели тотално неизлегување од дома, од улица наврата да ви носат храна и така натаму и ќе се сврши работа. Ама тоа може во Швајцарија, во Германија, во Норвешка, Шведска и Данска. Да, не знам колку беа трилиони долари американци мобилизираат за помош на фирми, на стопанството. Ние од кај пари да најдеме? Значи, ние мораме да се снаоѓаме и, како да речам, да одиме топло-ладно или стисни отпушти, за да преживееме. За да не се задуши стопанството. Затоа и се тактизира и со работното време и на угостителите и така натаму. Па ние немаме фабрики, ние живееме као држава од даноците од угостителство, од приватниците. А угостителството стално го напаѓаме дека оно виновно за ова. И од кладилниците. Значи, пазите, тука јас 100 пати сум рекол, не може мерките да бидат такви и да што ќе предизвикаат штета поголема од причината заради која што се преземаат. Одлично. Што дека јас ја совладам короната, утре кога ќе се соочам со пандемија на глад и со болести на сиромаштијата и пандемија на невработеност. Што правиме тогаш? Има многу прашања, докторе, за губење на мирисот. Значи, луѓе, имам 5-6 прашања на разни места ми се поставени за мирис. Луѓе кои и по 8 месеци не им се вратил мирисот, луѓе кои им се деформирал мирисот и чувствуваат лош мирис, како мирис на газ, не знам нешто, горчлив вкус во устата и така натаму. Колку што бев ја информиран, бидејќи мене ми се случи тоа, јас се информирав, сите ми посочија, според оние студии кои ги најдев, тренирање на мирисот. Значи, после мирисање на разни парфеми, разни природни мириси, па и вештачки, да ја повратам, бидејќи вирусот наводно по ваши сугестии го напаѓа прво и затоа првиот симптом губење вкус и мирис е дека прво ги напаѓа рецепторите, што значи, а рецептор се нервни клетки, што значи он не напаѓа само бели дробови, он го напаѓа цел систем, па и централниот нервен систем. Така е. Вирусов се покажа дека е нешто што го викаме мултиорганско заболување. Заболување кое што напаѓа, се манифестира најчесто со симптоми на белите дробови, затоа што таму има најмногу оние ACE2 рецептори на кои што тој се врзува. Меѓутоа, се покажало дека настанува и воспаление на мозокот, со разни манифестации, значи присутен е и во мозокот. Се менува личноста, се менува дури и психози, одредени психотични симптоми луѓе покажуваат. Најголема манифестација дека тахикардија, ноќни мори, чудесни помисли, луѓе кои немале никакви проблеми. Несоница, едноставно не може да спиеш. Стомачни проблеми, гастритис, чир, нонсенс ова. Зголемено железо, не знам, хепарни проблеми, бубрежни проблеми, депресија. Мој колега на депресија, никогаш во живот, вика 7, вика до 2 са, бајле гледам снукер, вика ја кој у 10 сум легнувал цел живот, не можам себе да се препознам што ми е. Па види, тоа е заболување всушност на крвните садови. Крвни садови
капиларни мрежи, буквално има низ сите органи, низ целото тело, така што кога е тоа еден генерализиран васкулитис, го викаме, воспаление на крвните садови, тогаш нормално е, секаде кај што има крвни садови, тие органи да покажуваат симптоми повеќе или помалку. Она што е карактеристично и што, да кажам, не веднаш се разбра, тоа е дека тоа воспаление на крвните садови се манифестира со зголемена склоност кон коагулација на крвта, создавање на тромби. И затоа отпосле беа објаснети напрасни смртни случаи. Едноставно ќе умре човек како да умрел од дамла. После се покажува дека навистина тој добил мозочен удар, и од кај добил, затоа што создадените тромби од некој крвен сад му се заглавиле некаде горе. Но и откако ја прележал короната, како последица од после? Има некоја самовила поминува кај тебе? Чудни работи се случуваат. Се случувало и може да се случи. Затоа се препорачува и по прележување на болеста да се проверуваат оние така наречени дедимери. Тоа се материи кои што настануваат како резултат на распаѓање, на топење, на разградување на тромбите што се создаваат во циркулацијата, и тие се практично индикатор дека има тромби. Како да си помогнеш при таква ситуација и колку време е тој ризичен период, да речеме? Па јас би рекол дека можеби на 2 недели, не е, велат на месец дена. Јас велам на 2 недели не е лошо по прележувањето луѓе да си одат, особено ако имале потешки симптоми, да одат да си ги проверуваат дедимерите. Дури ништо да не има. Тоа е подмукла работа. Илјач некој што? Чај да пиеме, липа, да пиеме аспирин од 100 милиграми, пошто разредување на крвта е најдобро во вакво нешто. Антиагрегационо средство, значи аспирин од 100 милиграми, ако се дедимерите некаде близу граничната вредност од 500 единици, 500 и нешто, аспирин. Ако е поблиску на кај 1000, обично се тоа не е мој домен, ја не сакам да се мешам во работа на клиничарите, но толку знам, обично се дава нешто по-силно, антикоагулационо средство, најчесто ксарелто даваат, или дури клексана ако е преку 1000 вредноста на дедимерите. Но во секој случај контролата е неопходна за да не се случи изненадување, да те трефи пулмонална емболија или мозочен инфаркт или срцев инфаркт, миокардијален, а да се чудиш зошто. А зошто? Заради тоа што тихо, подмукло, подмално дедимерите може да потрајно останат високи. Затоа треба да се контролира. И сосема за крај, исто во прашање на почеток што беше, отидовме и со дедимери, можеби ќе поставиме пак, за мирисот. Колку е сериозно губењето на мирис, дали тоа индицира и нешто друго, и како луѓе да си го повратат. Се живее без мирис, ама малку е тоа, како да ти кажам, како да јадеш цел живот супа без сол. Па, јас колку што знам, ретко се случува повеќе од 2-3 месеци да се нема сетивото за мирис и вкус. Не знам, навистина јас не знам. Има и до 8 месеци има некои што напишале. Да, не знам што би можело да се направи за да се фаворизира, да се забрза враќањето. Но тоа е дефинитивно манифестација или доказ дека и нервниот систем е зафатен. Затоа што, како што рече, рецепторите се тука веднаш под Дали се уништени рецепторите? Дали се уништуваат или треба време да се возобно? Зошто? Ајде се губи мирисот. Но дали тоа значи дека рецепторот е уништен, па му треба време да се регенерира? Не знам што се созданијата, тоа не можам да дојдам до тие податоци. Да, би рекол дека се уништени, затоа што тоа се клетки во кои што вирусот се продира и ги користи за сопствено размножување. Практично до оној момент додека не ја убие клетката, после оди на друга, па на трета. Значи остава лешеви вирусот зад себе, клеточни. А први се мирисот и вкусот. Први се клетките што се во рецепторите за мирис и вкус. Сега, среќа што на око не ни фаќа. Да. Ако има уште 2 минути време, јас би сакал еден После момент. тоа одма идеме пауза, штом заврши лекарот режија. Пошто идеме саат време, овакво ќе имаме уште 1 саат, ќе тераме.
Аха, па добро, тогаш би сакал да кажам зошто има случаи масовно да луѓе се заразуваат иако примиле вакцина. Мислам дека тој момент треба да го расчистиме, Океј, зашто веднаш по паузата. има заблуди, аха, не чинат вакцините. Добро, тоа е добро. Или се заразив од вакцината. Тоа е добро прашање. Почитувани гледачи, ќе го продолжиме разговорот по кратка пауза. Дајме ваму у кадар. Сега не е пауза? Се извинувам, режија. Дајме у кадар. Да, почитувани гледачи, не можеме да ги вклучиме телефоните затоа што прашањата се безброј. Ние ќе се обидеме со докторот, ја ќе се трудам да му ги поставам сите прашања, но ако остане неодговорено на мојот профил и на страната COVID-19 искуства и совети, ќе добиете можеби и накнадно одговор, бидејќи знам колку е агилен доктор Даниловски. Ќе направиме кратка пауза, а потоа и ќе продолжиме со емисијата, ќе ја тераме максимално колку можеме за да се одговорат на сите прашања. Благодарам, а одиме сега со рекламите по кои се враќаме назад во студио. Почитувани гледачи, повторно во живо студиото на Јади Бурек на ТВ Сонце. Доктор Драган Даниловски е гостин во емисијата преку Skype. Во моментов одговараме на прашања на гледачите, а докторот сакаше пред паузата да објасни една ситуација во врска со вакцините, последици и евентуални ризици. Докторе, дали се слушаме? Да, слушате ли вие? Не? Да, одлично. Значи може да го продолжиме разговорот, па повелете, искажете се за она што сакавте да го кажете пред да дојдат рекламите. Па сведоци сме дека има доста реакции по социјалните мрежи, дури написи во разни медиуми дека не знам, се случило, луѓе се вакцинирале, па после се разболеле, па не знам, други некакви претпоставки дека вакцините биле причина за тоа и така натаму. Сакам кратко да објаснам дека кога ќе се прими првата доза на вакцина, најмалку 2 недели, или отприлика 2 недели, поминува еден период во кој што организмот и понатаму е осетлив на инфекција. Се уште не се создадени заштитни антитела. Дури после 2 недели од примање на дозата на вакцината, може да се смета дека постои веќе одреден процент на заштитеност. И тоа секогаш помал процент после првата доза, затоа се дава зависно од вакцината после 3 или 4 недели втората доза, кога исто така после 2 недели се развива полниот степен на заштитеност. Сега, овие што се разболеле, па се бунат како тоа ја се вакцинирав, па се пројавив симптоми. Тие или се разболеле, се инфицирале пред да се вакцинираат, 2, 3, 5 дена, па ги манифестирале симптомите после примање на дозата, нели, инкубацијата е максимум 14 дена, по просек 6-7 дена, зависи кога настанала инфекцијата и практично може да дојде до една последователно јавување на тие два настана. Да се вакцинира човек и после 2, 3, 5 дена да пројави симптоми. Тоа вака, нели, асоцира дека вакцината е причина, ама треба да се знае, еве ова што го кажа. Практично, ако си инфициран сега и се вакцинираш после 3 дена, не можеш да сметаш дека вакцината те заштитила од таа веќе настаната инфекција. Тоа е одговор. Значи, тоа е инфекцијата, која веќе си ја добил. Да. Така, и таа си оди по свој тек. Дали у моментот кога сум инфициран, а не знам, или знам, не е битно, примам вакцина. Дали ако имам веќе симптоми, можам да примам вакцина? Има ли корист? Нема. Затоа што Дали пред вакцина треба да се направи ковид тест?
Па тоа звучи логично, ама не се прави затоа што не е практично. Таман работа вие масовно да правите PCR тестови. Ке се утепат од пари земање лабораториите. Како, Нема зашто вака, да се значи- вакцинираш? Добив прашање, ако не правил тест за COVID, па за да се заштитиш да немаш COVID. Значи не може да има штета. Пиши не ми може ако да има сакаш да штета, го прочитам детално. освен не може да има штета ако се даде вакцина, а човекот веќе покажал симптоми. Меѓутоа, која е логиката на имање симптоми да одиш да се вакцинираш? Нели? Значи тогаш треба за колку време откако ќе се инфицираш, можеш да се вакцинираш тогаш. Откако ќе поминат симптомите, минимум месец дена треба да поминат, идеално 3 месеца, односно идеално 5 месеца всушност. Ама од прилика меѓу 3 и 5 месеца би било вака некој оптимален период кога смееш да се вакцинираш за да си го поттикнеш имунитетот да биде уште посилен. Иако пак ќе речам многу тоа не значи за самиот тој пациент што бил болен од ковид, туку повеќе има врска со можноста откако ќе му исчезнат антителата, сепак постои ризик да се инфицира повтор пат и да биде нем преносител на вирусот на својата околина. Ако сум заразен, а не знам кој доктор ќе ми стави вакцина без тест за COVID. Ќе му дадат ли вакцина без тест за COVID? Мислам тоа дека прашањето. Ако не, мислам може дека- ми и после емисија да разговараш со него. Ќе биде тука докторот. Добро. Не, мислам дека апсолутно пред било кое вакцинирање сега, кампањава кај што почнува, никој не бара PCR тест за да се вакцинираш. Нема такво нешто. Добро. Битно е да немаш манифестни симптоми на инфекција. Знам случај, била некоја во Врање да се вакцинира, комшика наша овде, и го виделе црвено грлото, а не може, прво излечи се, па после дојде. Значи, манифестни симптоми не треба да се има и затоа постои доктор таму да прегледа дали пациентот е окей. Океј. Ајде, може да идеме на прашања, докторе? На прашања може да ајде. идеме? Секако. Да. Здраво, Јанко, сакам да поставам прашање за гостинот. Вечерва, од сабота, 6.3, го имам првиот симптом, потврдено позитивен на 8.3. Температура 38,5, највисока што имав, до ден денеска, 6 ден, ми варира од 37,2 до 38. Матичната ми кажа да пијам парацетамол ако е над 38. Антибиотик, лекоклар, кларитомицин, ми е препишан и го пијам трет ден. Во терапија ми е аспирин, фамосан, витамини, инхалација со дексаметазон. Дали почесто да земам парацетамол заради температурата, поеднаш на 6 сати, денеска ги снимив градите, утре имам резултати, како и нова крвна слика, на што да посветам внимание следниот период. Што би советувале? Да посвети внимание на лабораторијата, на лабораториските наоди, и да ја прашаат докторката што му препишала атомски бомби од антибиотици, врз основа на што му ги препишала. Дали само е доволно да има 38,5 температура човек за да му се ординира атомска бомба од антибиотик. Добро. Пациентка на 55 годишна возраст со повеќе хронични заболувања, меѓу кои и автоимуна уртикарија, доколку може да одговори дали смеам да примам вакцини и ако смеам, која би ми ја препорачале како најбезбедна, бидејќи ми е кажано да не примам живи вакцини. А какво е Пациентка заболување? 55, ќе го прочитам уште еднаш. Пациентка 55 годишна возраст со повеќе хронични заболувања, меѓу кои и автоимуна уртикарија. Доколку може да ми одговори дали смеам да примам вакцина и која, бидејќи рекле дека не смее да прима живи вакцини. Ако може да избегне да не ја прима кинеската вакцина, затоа што тоа се цели вируси, и од друга страна, ако прима кортикостероидна терапија за автоимуното заболување, кортикостероиди, би требало дозата што ја прима ден-два пред да ја прими вакцината, да не ја прима
и откако ќе ја прими дозата на вакцината, недела дена исто така да си ја ускрати терапијата. Зошто? Затоа што тие кортикостероиди, што се земаат за аутоимуни заболувања, можат да направат да го компрометираат ефектот на вакцината. Едноставно да не се створат доволно антитела. Владко Антелис Максимус, најверојатно некој од оние на оној козарот следбеници, зошто во Македонија досега не е направена ниту една обдукција на починат од ковид и јавно да се објават резултатите? Дали докторов лично преку електронски микроскоп го има видено овој вирус? Само да кажам на јавноста, доктор Даниловски е во пензија. Значи, он ова само го прави од емпатични побуди. Никаква лична, професионална корист нема од неговиот ангажман што го гледате деновиве. Он едноставно тоа го знае, тоа го работил цел живот и нема никакви... И затоа е толку често гостин кај мене. Повелете, докторе. Прво, не сум го видел јас лично под електронски микроскоп вирусот, меѓутоа има толку многу трудови... Имаме ние електронски микроскоп? Па имаме, како Добро. Да не. Имаат на институт за патологија, имаат како да не. Така што претпоставувам дека го виделе ваму кај што ги секвенционираат вирусите, например во Центарот за генетско инженерство, како се вика во МАНУ и така натаму. Нели таму го работат. Така што не е тајна дека односно не е воопшто спорно дали вирусот постои или не. Ова малце провокација е, човеков не знам во кој Да, провокација е. Докторе, да. Ова малце да олабавиме од темата, теории на заговор. Ако почнеме да му одговараме, ќе почнеме сега за елиени, за рамна земја, за сите оние работи, дека вие лажете, дека јас сум купен, дека ова не постои вирусот, не се секирете. Пред некој ден на улица Македонија ме сретна Бон Вивани од естрадата, кој поише знаат од вас, од мене, не постои вирус, све е лага. А јас знам колку се изнаплакав мои пријатели што умреле. Па и они знаат зошто умреле пријателите, не од вирусот. Така требало. Господ знаеш ти колку мои пријатели исто така изумреа и мене ми е жал што често се соочувам, че слушам, ќе прочитам, овој признае колку е платен да се е страф. Така, платени сме. Само кај ни се парите, камо да не платија. Камо да не платија. Дај Боже да ме платат, да ви сеам страф. Туку да продолжам со ова. Обдукции, да, има се прават тогаш кога постои индикација за тоа, стручна. Баш неодамна, минатиот месец, направена е таква обдукција во Институтот за судска медицина. Направени се и други, јас не знам, сега не ми е тоа мене директно фах, нели? Меѓутоа, апсолутно не постои никаква забрана за правење на обдукции во светот на ковид пациенти, туку само препорака од Светска здравствена организација, ако е можно да се избегнуваат, затоа што се мислеше дека е многу контагиозен вирусот и постоеше така наречен биохазард. И за да се прави таква обдукција, прво се мислеше дека е потребно ниво на заштита ниво 4 со специјални скафандри со позади со кислородни резервоари. Ајде да се вратиме на гледачите кои бараат илјачи директна помош, да ги оставиме овие, ете малце колку да се поднасмееме. Но се прават обдукции, да. Дали ивермектин се користи превентивно после контакт со заболен? Да. Добро. Дали како е можно двајца заедно да се цел ден и ноќ, еден позитивен, еден негативен? Еве го примерот со мојата сопруга и јас. Јас корона, едноставно не се држевме дистанцирано, но не покажа ни симптом, но не покажа на ни еден. 3 пати се тестираше, ништо не покажа дека има и антитела и додуше антитела тест не направивме, но никаков симптом и ништо. Исто жените во мојато најблиско семејство, никој не заболе, мажите сите го ќаривме. И затоа ние го викаме женски вирус. Но како е тоа се случува да потполно не реагира кај, еве, да речеме, кај партнер, да речеме? Да, прво морам да кажам дека постои биолошка разлика
во однос на реагирањето кон вирусот и воопшто кон инфекциите кај женскиот и машкиот имунолошки систем. Кај жените, нели, послабиот полово наводници, имаат поробустен, поцврст, моќен имунолошки систем од наш мажите, во просек земено. Па како онда ги викаме послаб пол? Послаб за што? За дигање тегови или гајба пиво? Да, и конечно и статистиката покажува дека многу почесто мажи умираат од жени, од ковидов сега. Така се покажа. Многу почесто поотворни се на инфекција отколку мажите. Една од причините може да биде таа една разлика во имунолошкиот одговор што го имаат жените во однос на мажите. Од друга страна, тука може тие разлики, да кажам, зашто некој се инфицирал, зашто не, да се објаснат евентуално со тоа колкава количина вируси тој што бил заразен емитирал околу себе, дали зборувал додека бил во друштво со осетливиот партнер. Докторе, збориме за сопруга со која делиш кревет и интима. Така е. Значи, има непознаници доста во епидемиологијата во однос на овој вирус, кој што би требало веројатно понатаму да се од овдека и произлегуваат оние теории на заговор, од вакви неодговорени прашања. Обично кога има празен простор, се всадува теорија на заговор и врз тоа некои си прават кариера, се само промовираат во светот и тоа е така. Кога нема науката конкретен одговор. Мислам дека тука навистина станува. Не мораш да ја браниш науката, остај ги нек се мачат научниците да дадат одговор. Не, во случајов еве со тебе и со сопругата, мислам дека веројатно сопругата има таков имунолошки систем да се она што било вдишано од нејзина страна, емитирано од твоја страна, било во сам старт уште при сам контакт на слузокожата на носот, било тоа уништено. Ти не ја знаеш сопругава моја. Па тоа, ја викам дека не ни стигнало до неја, она го има уништено. Само со поглед. А веројатно и ти не си емитирал оние што се вика viral load. А, не. Ја кога правев пауза, правев дома емисии. Идам по децата и по женам и им зборам нон-стоп. 2 сата од 8 до 10 немаат кај да бегаат, а ја морам емисија да правам. Имаше лесни симптоми, па веројатно не испушташе многу вируси, тоа сакам да кажам. Да ти кажам, искрено да ти кажам, ја мислам мене живот ми спаси реишито. Кинезите не видоа антибиотик и слично, они цела Азија се лечеше со реиши. Тоа не се збори, али ќе се дознае набрзо. Одиме со следните прашања. Дали може да прими вакцина онколошки пациент 68 години опериран од канцер на бели дробови, алергичен на прополис? Дали има начин да се провери имунитет? Според вас, која вакцина е соодветна за ваков пациент? Интересно, овдека се протнува едно прашање. Како се проверува воопшто, пред да одговориш на прашање? Можам ли ја како да си го проверам имунитетот воопшто? Може во лабораторија за хистохематологија, така се вика, на клиника за хематологија или на Институтот за имунологија на Медицински факултет. Прашањето, дали може да прими вакцина онколошки пациент кој е опериран на бели дробови, алергичен на прополис? Според вас, која вакцина е соодветна, нели овдека жива, не жива, како беше тоа? Да. Тоа што е алергичен на прополис нема врска, битно е да не е алергичен на некоја состојка на вакцините. Во вакцините сигурно нема прополис. Може да прими ако не е под цитостатска терапија и ако не е, а сигурно не е, тоа важи за жените за рак на дојка, ако не е со она заштитна терапија хормонална последователна на заболувањето, значи одговорот е ако не примат цитостатици, смее да прими вакцина. Која вакцина? Па веројатно не кинеската, било која друга. Добро. Колку време најдолго е можно да се чувствуваат, повторуваат и последиците од COVID?
конкретно замор и малаксаност имали причина за страф и размислување дека се работи за некое друго разболување како последица од COVID-19. Долго јас и ти приватно разговаравме, затоа што не знам, многумина може ќе се препознаат тука. Качев килограми, не сменив ништо во исхраната. Замор и ден денеска имам голем, полека ми се враќа енергијата, но замор доста долго, болки во зглобови, иако лесни ми беа симптомите, терапија против дијабетик, ако никогаш не сум имал, значи некоја резистенција, значи последиците знаат да бидат прилично долгорочни. Што кажуваат последните симптоми? Да. Сето тоа што го опиша Јанко е листа на симптоми од така наречен пост-ковид синдром, кој што се јавува недели или дури месеци после прележување на акутната фаза на болеста. Тоа е веќе воспоставен посебен ентитет во класификацијата на болести во светот. Има своја шифра и мислам дека во Америка се одвоени не знам колку милиарди долари за испитување на овој пост-ковид синдром. Во тоа е и страшното што не завршува се со 2 недели акутна болест ковид и да си речеш свршив работа. Туку отпосле човек си има мака со разни тегоби кои што му го расипуваат квалитетот на животот. Тука нема лек. Треба да се свати дека е тоа така последица опашка од ковидот и со симптоматска терапија, значи ако те боли глава, ќе се напиеш аналгетик. Ако болат зглобовите, повторно некој антиреуматик и така натаму, значи со симптоматска терапија може да се сузбиваат тегобите, а јас би рекол дека најмногу тука би помогнало физичка активност. Значи, нема подобар лек за зачувување на здравјето од редовна, ама интензивна, не мајтап физичка активност. Тоа е нешто што Зошто? Разгибава, размрдува, забрзува циркулација. Циркулацијата е клучна во целава работа. Дефинитивно, со забрзување на циркулацијата се стимулира отстранување на метаболните отпадни продукти од организмот. Значи, метаболизмот си создава разни отпадни материи. Шо врти крвта побрзо? Тие се елиминираат побрзо. Автоматски тоа значи побрзо функционираат бубрезите. Автоматски тоа значи свежа крв поминува побрзо до мозокот. Се унапредува мислата. Ако се унапредува мислата, се подобрува расположението. И така натаму се е тоа како врзани сабови. Кои пост-ковид анализи колку време треба да се прават после прележан ковид и колку често? При кои пост-ковид симптоми треба да се јавиме на лекар? Од моје искуство, докторите се без никаков одговор и препишуваат на психолошки последици. А многу од нас знаеме дека не е така. Генерално никој не зборува за пост-ковид симптоми, колку може да траат, дали се долгорочни или организмот со тек на време ќе ги надмине и скоро секаде кај што бев на лекар, никој не ги зема за релевантни. Јас имам чувство дека сама си го барам чарето како каде да се обратат пациентите при недостаток на термини, дали може во триажните центри, прашува Ленче Танеска. Тука е она клучното, најверојатно дека и оние дури и ти ми го плесна тоа после тоа за тие психолошки термини. Ајде, тоа помалце јади, олабај се и така натаму. Ти рече една работа. Ново е, ние уште не сме се излечиле за да светот и науката направила сериозни анализи, ама народов бара сега одговори. Лекарите немаат инструкции и затоа не знаат што да прават. Но што препорачуваш ти? Па вака, ако пост-ковид синдромот се манифестира со доминантен симптом тешкоти со дишењето, сигурно дека треба да се направи преглед, да се процени, да се евалуира состојбата на белите дробови, се прават функционални проценки на клиниката за пулмологија. Но нема термини, докторе.
Што да прават луѓето? Треба на Нека приватно појде- да идат, а немаат пари. Не, таман работа. Па или нека појде на дежурство, не можат да ја вратат, а што ми има тегоби, или во 8 септември, бидејќи таа сигурно што ми е пост-ковид синдром е веќе имуна, во 8 септември нели има таму триажен центар кај што не можат да не ја пружат помош. Меѓутоа, околу тоа што да се прави? Па ако се теговите од доменот на белите дробови, значи има недостиг на кислород, се заморува брзо, би требало да се процени колкав е капацитетот на Докторе, белите дробови. не тоа. Тоа е во ред. За белите дробови не получивте убаво. Јас ги предпоставувам луѓето, ги чувствувам што им. Спие навечер, се буди жива вода, се буди со тахикардија, а прележал здрав е. И сега ќе иде на лекара, бе, вака и вака, не можам, не соница на работа, утепане, психо... Ајде, нема, земи диазепам, се е во ред. Може би ќе помогне краткорочно, но луѓето се загрижуваат. Чекај, ја никош не сум имал симптоми. Параноја, несоница, тахикардија, све се тоа некои психосоматски, а знаеш каква средина сме, па дури и лекарите, ајбе, ништо не ти е. Мислам, ја не знам, воопшто не е треба ништо. да зборам со неуропсихијатриве и со психијатриве да видам каква е ситуацијата. Луѓе во сериозни проблеми имаат, не може да функционира преку ден. Јас во една прилика реков дека нас не очекува многу скоро, ако веќе не сме влезени во пандемија на ментални расстройства. Пред лекарска комора неодамна имав предавање, го кажав тоа. А луѓе Тоа се е нешто- срамат да признаат дека има некаков проблем. таков. Дефинитивно. Значи, тука тоа е комплексна работа. Значи, мора да се пристапи со една рехабилитација на сите фронтови. И пак ќе речам, во таа рехабилитација прошетките и физичката активност на чист воздух е нешто столб на сета таа рехабилитација. Медитација, молитва, Тоа башка. верско ориентирање, помага ли сето тоа? Што мислиш? Дефинитивно во духовниот во сферата на духовно, во сферата на психолошките расстройства. Ама она што значи физички тегоби, малаксаност, нема човек снага за ништо и безволење. Па нели Јас- викаш ти, ајде да рекреираме, како да рекреирам, на нозе не можам да стоја. Со сила ќе се натераш да шеташ во парк. А каде што има интересно е во јонизиран право кислород. си и тоа. Да ти кажам, значи 10 до 15 минути трае она чувство дека не можеш да одиш, дека ползиш, дека умираш. 10 до 15 минути. Да се издржат тие 10 до 15 минути, кај Така. мене у случај, можам после со часови да возам велосипед. Али тие Селото- 10 до 15 минути, мислам дека да дојде амбулантна кола, погребна кола вака да дојде и право да ме носат у дупка. Сега карикирам се, Да. забркам. Меѓутоа има еден момент- Страшна и Така. психичка и физичка блокада. Меѓутоа има еден момент многу битен тука. Не е битно, односно не може физичка активност да се изведува во урбана средина, во еве како што имаат фитнес клубови и така натаму. Тоа помага, ама ако таа физичка активност, џогирање или трчање или возење велосипед или не знам бесење на вратило во природа и така натаму, па има покрај Вардар такви справи за вежбање. Ако тоа се прави на отворено, каде што кислородот е во ионизирана форма, особено кога има зеленило, тогаш тој кислород директно се употребува за дишење на клетките. Директно, а оној што е во урбана средина, во градска средина, кај што има армиран бетон, таму кислородот е молекуларен. Тој не може да се ионизира, зашто таму нема магнетно поле природно на планетата Земја. И кога дишеш ти молекуларен кислород во еден Фарадеев кафес, какви што се нашиве облакодери, тогаш едноставно тој молекуларен кислород за да се употреби за дишење мора да цел еден циклус на метаболни процеси да се случат за да се ионизира, за да се употреби за дишење. На отворено значи ионизираниот кислород кога го дишеш, уште си физички активен, исто е како кислородна маска да ставаш на себе. Тоа е најдобро во шума или покрај река? Било покрај реки, било на ливада, било ете на водно во парк. Во парк оние што не можат да отидат надвор од градот. Одлично. Вакво прашање има.
Мене ме интересира, здраво Јанко, мене ме интересира колку ќе драе позитивна сум на корона, ама имам стегање на градите. Немам ни мирис, па ни вкус. Крвта ми е супер, значи анализата претпоставува. Дали може да биде стегање на градите од цигарите? Може да биде и од цигарите и од ковидот. Треба да се расчисти. Ама дефинитивно треба да се сними, затоа што ковидов многу лесно ги напаѓа белите дробови, така? Дефинитивно, пушач, оној што е страстен пушач, дефинитивно е под зголемен ризик полошо да помине со потешка пневмонија. Ако добие ковид. Така, разбирам. Уште некој да видам од овие подпрашања. Не можам анонимно да ве соберам сите, затоа што во живо го правам. Добро, анонимно беше, извинете, да идам на мојата страна, уште еднаш рефреш да направам. За прашањата, ако не имам и ја плюс прашања до вас. Колку време после прележан ковид се препорачува да се зема аспирин 100 превентивно ако димерите се доведени во граници на нормала? А за време на ковид се примани клексани. Ви благодарам. Прашува Кристина Роко Евчевска. Јас знам дека мојот кардиолог ми рече имал или немал симптоми после 50 година 100 милиграми аспирин до крај на живот да пиеш. Дали останува таа препорака генерално или? Да, тоа веќе ти го даде одговор. И особено ако граѓанинот, граѓанката која беше господјата води седантерски начин на живење. Ако е физички, тоа значи ако цел ден седи на кауч и гледа турски серии. Или ако е таква работата. Значи ако е неактивна тотално, тогаш и да немаш ковид, ти мораш да земаш аспирин затоа што си под ризик да направиш некакви длабоки тромбози во крвните садови. Заради недвижење. Па Добро. сите што лежат во болница подолго време им даваат клексани токму заради склоноста кон тромбоза. А ако е активна физички, ако е подвижна постојано и ако пие доволно вода, ја разречува крвта на таков природен начин, тогаш аспирини нема потреба да пие. Значи, зголемениот внес на течности доаѓа до разредување на крвта. Дефинитивно. А разредување на крвта не е само добра за високи дидимери, таа е воопшто и за подобра за циркулацијата, за сите тие состојби или? Па добро е, видите, ако сме ние возрастните 70% составени од вода, од нашата тежина, тогаш, знаејќи дека сите метаболни процеси се одвиваат во водена средина, тогаш блиску до памет е дека тие метаболни процеси ќе бидат многу поквалитетни во водена средина која што постојано се обновува, се освежува, отколку во жабокречина. Значи, препорака за сите, аспирин 100 над 50 година до крај на живот, ама и превентивно сите земајте го, така можам слободно да им кажам? Може, да, дека да. 100, тоа е многу мала доза, дури на луѓе осетливи на аспирин нема да им направи проблем. Мислам дека таа кардиолозите обавезно ја... Има една студија, неодамна прочитав, вика тие што земаат аспирин, за 20% помалку имаат ризик да се заразат од коронавирусот. Многу интересно. Да, интересна работа што воопшто аспиринот е ацетилсалицилна киселина која ја има во кората од врбата и многу животни кога ќе настинат, пошто и животните фаќаат вируси настинка, кача температура, се фатени како гризаат кори, така и откриен. Зошто болни животни јаделе кора од врба. И така на некој начин е дојдено до тоа колку корисна материја е воопшто аспиринот. Ако ми дозволиш малку да ти се надоврзам,
дека спомна животни. Па за животните е карактеристично и следното. Кога некое животно ќе се разволе, тоа самото се дистанцира, бега од крдото или од стадото или од глутницата, независно кој да е животно. Тоа е карактеристично не само за цицашите, туку е карактеристично и за инсектите, карактеристично е за пчелите. Болна пчела ја изолираат нејзините другарки, ја придружнички во кошницата, ја тргаат настрана. Значи, Инстинктивно и кај се животните реагира. постои инстинкт, ако некој единка се разволи, таа да треба да биде изолирана. Добро. 3 точки ке ставам. А ако сме ние Homo sapiensi, зошто тоа не ни влегува в глава цела година? 3 точки. Пациент оперирани, не знам дали ви го постави прашање, од Хашимото со терапија еутирокс, извадена тироидна. Дали да се вакцинира, со која вакцина или не? И доколку се позитивни, што е соодветна терапија за нашиот имун систем? Значи, Дали да се вакцинира? Се извинувам, прашањето е пациенти. Хашимото. Хашимото, Тој е Хашимото тироидитис, автоимуно заболување, кое што се јавува почесто кај жените, 2 пати почесто, и таму се шампиони. Нема, како што реков, за аутоимуни заболувања не се вклучени луѓе во фазите на тестирање на вакцините, и ова што ќе го кажам е став на стручните здруженија за аутоимуни заболувања, кој што се базира, став кој што се базира на искуство со други вакцини. Значи, индиректно важи препораката и за оваа вакцина. Се препорачува терапијата да не се земе 1 ден, 2 пред вакцинирањето и ако се прима кортикостероидна терапија да не се зема најмалку недела дена до 10 дена по примање на дозата, за да се остави на вакцината можност да се го развие, да успешно да испровоцира формирање на антитела. Еутироксот може коматно редовно да го зема секојдневно. здравствен работник сум и треба да примам вакцина. Пред 2 години имав бурна алергиска реакција на диклодуо, а пред 2 дена ми се случи алергиска реакција пропратена со уртикарија, изразена на дланките, лакти и стапала. Примив синопен. Дадена ми е терапија со летизен и препорака за алерготест за да се утврди причинителот на алергија. Ме интересира, дали после ова можам да примам вакцини и од кој производител? Благодарам. Прашува Зоран Нешковски. Да. Сега тоа е работата на штом господинот не е мултиалергичен на повеќе алергени и штом не е алергичен сигурно и на некои од состојките на вакцината, смее да се вакцинира со тоа што после земање на дозата, наместо 15 минути колку што е препорачено, ќе остане на лице место под надзор половина сат за секој случај и згодно би било да биде вакциниран со вакцина која што е најмалку провоцира, најмалку има несакани дејства, тоа е кинеската, Синофарм. Што е разликата помеѓу вакциниве? Што е Pfizer? Што е Спутник В? Што е Синофарм? Зошто има толку разлики помеѓу нив? Па на различни технологии на производство се, да речеме Pfizer и Moderna, оние кои што Pfizer пред се во Америка ги ја употребуваат и во Израел цело население туку речи го вакцинира. Тоа е од новата една нова технологија на производство, така наречени mRNA или Messenger RNA или гласнички вакцини со гласничка Messenger рибонуклеинска киселина. Тоа е значи една категорија. Таму информација се внесува во секоја клетка да почне таа да го произведува протеинот на шилецот, спајк протеинот. Значи информација, проекти се дава. Вака треба да го произведуваш, ова е проектот, Бојрон, произведувај го во рибозомите на цитоплазмата на секоја клетка. И тие вакцини се мощни имуногени, промптно
реагираат, брзо предизвикуваат создавање на антитела. Најспори се кинеските со класична технологија, кај што се користат инактивирани цели вируси од короната, значи цели единки на коронавирусот. Тоа се интересно е и би рекол можеби па не знам да не речам подобро, што особено сега кога новите мутанти се појавија, што кинеските вакцини предизвикуваат антитела да се створат не само против спайк протеинот, против протеинот на шилецот со кој што вирусот продира во клетките, туку се создаваат антитела и против други антигени на вирусот, на целиот вирус, затоа што на неговата обвивка и внатре обвивката околу неговата РНК исто така има антигени супстанции кои што провоцираат создавање на антитела. Значи имаме еден покомплексен, да кажам, имун одговор од страна на организмот. Потоа има вакцини кои што се така наречени пептидни, со делови од протеинот на спајк на шилецот. Тоа е се уште не се во оптек тие, тоа е таа на Джонсон и Джонсон, баш мислам дека вчера е одобрена во Европска унија за употреба. Белгиска фирма Јансен, керка на Джонсон and Джонсон фирмата. Карактеристично е дека таа ќе се дава со една доза само. Со една доза, меѓутоа ефикасноста ќе биде некаде околу 60 и нешто посто. Бидејќи сме веќе при крај, би ве прашал следно, колку сте... И руската е со аденовирусни носачи. Значи се зема вирусна настинка, му се вградува во неговата структура делче од РНК на вирусот што е одговорно за производство на спајк протеинот и тоа делче го носи во организмот на... Ова не го разбрав. Значи, со носачи. Она што е... Што прави Спутник В? Зема носач во форма на вирус што предизвикува настинка. Аденовирус. Кој нема врска со коронава. Нема врска. И? Нема врска. И во него се вградува парче, да речам, од РНК на вирусот, на короната. Добро. И што станува со тоа парче? Тоа нели тоа парче ме заразува мене од корона? Нема да те зарази, затоа што ќе му се вгради во структурата на аденовирусот. И што тогаш ќе биде? Добиваш монструм. Добиваш монструм, добиваш некое ново суштество кое што... Вештачко суштество, добро? Мутант? Се карикирам се шегувам. Да, секако. Значи, тоа е аденовирус, тоа делче од вирусот што треба да го кодира, велиме, спајк протеинот, се внесува во организмот и исто како кај Pfizer и кај Модерна се стимулира клетката да го произведува протеинот на шилецот, против кого организмов ќе почне да произведува антитела. Океј. Значи, кажи ми, воопшто, зошто е толку долготраен процесот на производство на вакцина? Дали е проблем да се произведе вакцина, да се најде вакцината, или е проблем да се тестира и да се произведе во количини? Зошто не се задоволуваат потребите? Знам зошто нема Xbox и PlayStation, малце се калкулира да се возбуди, но зошто нема доволно вакцини? Имаме капацитети што сакаме да произведеме во милисекунда, зошто толку време чекаме? Ај прво, како се произведува вакцина, на кратко ако може, самиот процес дали е брз да ја најдеш вакцината? Па прво се поаѓа секогаш на класичен начин. На основниот принцип е како уште од времето на Дженер, кога корички од промени на вариола вера убризгувал внесувал во циркулација на па дури и Марко Цепенко. Па да. Има и за Марко Цепенко дека со перце тоа им го правел. Да, и затоа се вика пелцовање. Пелцовање, да. Со перце ги гребнувал со стар уморен, па и некој од нас е вакцинирани така ако. Така. Така што идејата е да се внесе антиген стимул, значи да се внесе предизвикувач умртвен, кој што не може да предизвика болест, умртвен или мртов,
Ali da предизвика имунореакција. Ама да ти се внесе во организмот да го доживее нормално како да вистински непријател влегол, да се создаде против него одбрана, антитела, и кога навистина ќе влезе вистински вирус или инфекција ќе настане, веќе тие антитела ќе бидат спремни да го неутрализираат. Или сега со нови вакцини како што е Pfizer и руската, ако сакате, и AstraZeneca, се остава трага во организмот, се меморира вирусот, односно спајк протеинот како изгледа, така што кога ќе дојде вирусот преку инфекција, организмот веќе знае како изгледа непријателот и тогаш почнува да произведува веднаш брзо антитела. Што е со новиве синтетички? Што е тогаш со новиве синтетички? Новиве синтетички се направени токму за да можат брзо да се произведуваат. И затоа Pfizer и Moderna можат многу брзо да реагираат и да произведат огромни количини. А зошто толку време сепак треба? Што е? Затоа што има огромна побарувачка. Збориме за производството или за наоѓање на вакцината? Наоѓањето секогаш оди споро, заради тоа што потребни се безброј експерименти и тестирања околу тоа да се најде вакцина која што нема да биде штетна за луѓето. Ова што е спечаток дека вакциниве брзо бидна за година дена, па тоа е така за ковидов, за COV-2, значи за SARS-CoV-2, актуелниот вирус. Меѓутоа, уште 2002 година кога се јави SARS-от во Кина, 2002, што му е роднина на овој сегашниот, уште тогаш почна тестирања за пронаоѓање на вакцина. Па после за SARS-от. Па потоа мерсот кога се појави 2012 исто така. Значи има цел еден процес на испитувања. Значи не се, сума сумарум не почнуваат од нула. Значи почнуваат од севкупното искуство, бидејќи ковид вирусите се откриени уште од 60 години, па до ден денеска се развиени многу вакцини. Дали вакцинава ќе биде сезонска или со траен имунитет? Мислам дека ќе биде сезонска, ама дали ќе биде на секој 2-3 сезони или секоја сезона зависи од интензитетот и динамиката на појава на мутанти. Ве загрижуваат ли овие мутанти? Досега имаме 3-4 мутанти, бразилски, јужноафрикански, овие нашиве абдаливе што го донесоа од Занзибар, и што... Имаме, се појави варијанта во Њујорк, се појави во држава Орегон во Америка, се јавуваат... Колку ве загрижува дека ова може да иде полошо и пострашно? Има, например, луѓе со голем, да речам, како да кажам, импакт во општеството, како еден Бил Гейтс кој вика ова е гола вода, допрва не очекува лошо. Вака. Многу полошо, значи, пардон. Има една вистина која што гласи вака. Колку повеќе ние ќе се трудиме со вакцини и со мерки... Чекај, се извинувам. Ако треба до 10:30 моја одговорност. Ако сакаш, исклучи ми ја струјата. Не ме сечи у муабет, молим те. Повели. Значи, колку повеќе ќе се трудиме да му парираме на вирусот. Не ми викајте, молам, остајме да го довршам разговорот. После ќе се караш со мене. Среде емисија. Фак. Вреден. Се извинувам. Повели, доврши. Велам, колку повеќе ние ќе го стегаме обрачот околу вирусот, толку тој се повеќе ќе прета, тој израз ќе го употребам, и ќе се обидува да парира, да се одбрани од тој обрач, да излезе од обрачот. Тоа го прави со тоа што создава мутации со кои што ќе се обиде да го заобиколи имунолошкиот одговор на било природен, било создаден со вакцина, ќе се обиде да биде продорен, позаразен, за да може побрзо да се распространува колку повеќе се зголемува колективниот имунитет. И тоа е една вистина
за вирусите, особено за РНК вирусите. Лично уште ова сам Чаре. Колку си уплашен од овие мутации? Колку си загрижен? Ако ние не успееме брзо, што побрзо, што поголем број од населението, не само ние, воопшто во светот, да вакцинираме што поголем дел од населението и да стекнеме колективен имунитет, било на природен, било со вакцинација, се повеќе ќе се јавуваат мутации. Океј. Ти благодарам, докторе, извинувам, моето време истече, веќе напнато е овдека. Започне и полицискиот час, мораме да завршиме. Ја би ве замолил само, ако имате време и простор, на оние реални прашања, не на провокации, кај мене и кај искуства и совети за COVID-19, на оние кои бараат на вистина помош, ако можете да ги упатите нешто друго. Ја ви благодарам. Со задоволство. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам. Пријатно.